23 јуни, добро вечер. Пред некоја минута пред платото, пред владината зграда, заврши настанот, организиран по повод една година влада предводена од ВМРО ДПМНЕ. Настанот практично беше обраќање на премиерот Мицкоски, кој даде отчет за сработеното. Целиот настан се одржа под мотото "Доаѓа времето на Македонија, градиме темели на промените". Имаше, се разбира, присутни граѓани, тука беа актуелни функционери од различни ешалони на власта. Една година влада. Опозицијата оваа измината година ја оцени како катастрофална и политички и економски, па дури рече дека тоа било година на понижување. Според владата се разбира успешна година пред се на економски и на политички план. Една година влада, преку главните параметри, најмногу преку економијата, вечерва во студиото ќе ја дебатираме оваа тема со моите соговорници. Од левата страна почнувам вообичаено Бојан Стојановски, пратеник во ВМРО ДПМНЕ. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Мојата десна страна Сања Лукаревска, пратеник СДСМ. Добро вечер и за вас. Добро вечер, поздрав до гледачите. Се договаравме околу ребалансот, но тој ги отсликува практично нели тие владени политики и контури. Сум запишала некое прашање околу една година влада, најголем успех и неуспех. Најсакам со ова да почнем и премиерот го почна својот говор, околу 30 на минути мислам траеше. Четврта земја по стапка на раст на БДП во Европа, мислам ги спомна после Данска, после Ирска и уште две економии. И воедно рече, ние сме водечка земја во регионот според странски директни инвестиции по глава на жител. И сега еве како влез за ова, ако вас Стојановски ве прашам каква година како власт завршувате зад вас? Економски пред се разбира. Па ќе кажам година во која што успеавме да ја стабилизираме економијата, која што до тогаш беше во слободен пат. Бидејќи ние, ако ја превземавме власта, кажавме дека ќе почнеме да ја практицираме практично во три фази. Првата фаза беше да го сопреме слободниот пат, за кој што и претходната влада доби таков резултат на изборите. Втората беше оној период на стабилизација, за кој што сметам дека сме блиску, тоа е некаде на позитивната нула, за да од тој момент натака почнеме веќе да ја градиме платформата на тоа кое што треба да се нарекува наша визија и перцепција за тоа како ние ја замислуваме оваа држава. Од аспект на тоа што го набројавте, тоа е факт. Тоа денеска се што е наброено, ете јас би го повикал истражувачкото новинарство, опозиција, една буква одговорот на Мицкоски да докаже дека е лажна или дека не е вистина. Практично за тие параметри кои што ги кажавте, не се зборуваше за волум на економијата, туку од аспект на раст на економијата во првиот квартал, што е и вистина по Евростат, тоа да го проверите, додека и за другите работи исто така се точни. 1 милијарда и 250 милиони евра минатата година ја завршивме со странски директни инвестиции, што по глава на жител и како не прави најдобри во регионот, нешто кое што сметам дека го продолживме во првиот квартал, тоа го докаже Државниот завод за статистика, така да бидам краток, оваа година би ја оценил како предизвикувачка, но успешна во овој момент да ја стабилизираме економијата. Сметате дека целите кои што првично ги зададовте за оваа една година, како власт ги постигнавте? До овој момент да, иако беше многу предизвикувачки, но сметам дека колку и да практицирате власта, сепак додека не го достигнете оној животен стандард кој што граѓаните го замислуваат, секогаш има простор за повеќе и никогаш не е доволно нормално. Паралелна реалност, состојбата на македонската економија, цитирам, се разбира е алармантна, македонската економија е понижена, живеачката на луѓето се потешка, растот на платите закочен, цените на основните производи растат, функционерите на власта се расфрлаат со луксус. Ова е нели оценка денешна од вашата партија? Тоа е всушност дел и од оние наративи кои што беа испрезентирани на вчерашната трибина, која што одржа СДСМ под наслов "Една година Македонија понижена", гледајќи ги сите параметри пред се, нели ќе зборуваме и вечерва за економските параметри. Очигледно е тоа дека имаме уназадување на животниот стандард. Евростат го потврдува сето тоа, бидејќи сме земја со најниска минимална плата, после нас е само предпоследни сме, после нас е само Албанија. Се нарушија работничките права, се разлабави оној трипартитен договор кој што требаше да се гради меѓу влада, синдикати, работници и така натаму. Постојано се зголемува
Јавниот долг, тоа е евидентно и во фискалната стратегија, и во ребалансот имаме зголемена инфлација, ценовните шокови си го покажа на вистинското лице за тоа што не беа испочитувани и не беа земени во предвид ниедни од законските решенија кои што ги поднесовме ние во собранието и за намалувањето на ДДВ-то кај електричната енергија, укинувањето на ДДВ-то на храната, имплементација на законот за нефер трговски практики. Денеска слушаме од некои владени представници дека да, тоа ќе треба да се имплементира. Се на се ова е само старт, секако дека на една година владење на новата влада на ВМРО-ДПМНЕ со нивните коалициони партнери, големи очекувања, уште поголеми разочарувања. Секако дека ние сме тука како опозиција тоа да го критикуваме издржано и со бројки и факти. Така, ќе видиме некои од овие параметри, ќе навлеземе. Стојановски, да не имате никој коментар случајно или? Па добро е, бидејќи 3 месеци од сега има избори, бидејќи суверен во оваа држава и во демократијата, народот ќе си го каже собственото мислење, па ќе видиме директно на гласачките кутии и на избирачките места дали народот е задоволен од тоа како ние ја движиме ситуацијата или општеството во моментов, дали сака промени, но јас сум уверен дека сепак ќе заврши, па можеби малку подобро од тоа што заврши на претходно изборно соочување. Да, изборите се, нели, како да кажеме, тест за партиите. Ајде, еве, јас ќе поставам прашање, да одиме од ова што го рековме, четврта земја по стапка на раст на БДП. За годинава 3,7% е останата истата позиција, нема промена. Граѓаните оваа реченица на премиерот некако, како да кажем, со подсмев ја примија. Вие велите ова е вистина, статистички, Лукаревска, веројатно вие следите статистики, математички е точно. Ние сме испорачале како процент 3, колку проценти и сме четврта економија рангирана. Дали тоа значи дека живееме подобро од данците, например, или од дирците? Па не, никој... Тоа беше прашањето, знаете зошто? Во контактните емисии се јавуваат гледачите. И тешко ова го прифаќаат, тоа можеби како процент, повторно ќе речеме, вистинит, но како реалност што ја живеат, некако не им компарира. Ги разбирам јас гледачите, бидејќи во оваа држава тешко се живее, особено бидејќи во изминатиот период можеа да видат многу примери на нивни сограѓани кои што не беа баш толку имотни, но излегоа од власта или од институциите како милионери. И ја разбираме фрустрацијата и затоа сме се нафатиле да го правиме ова што го правиме. Јас се сеќавам дека има и многу голем дел од општеството кој што на подбив ги сваќаше ваквите информации во една мината власт која водеше ВМРО-ДПМНЕ, дека имавме најдобри услови за отпочеток на отварање на бизнис и така натака, па потоа од таков наратив видовме што добивме 7 години. Но бројките се такви и тоа што е за поздравување што трет квартал поред имаме раст над 3%. Експертската јавност знае, граѓаните тоа треба да го разберат, дека практично вие доколку успеете да имате 3 или 4% раст на бруто домашниот производ на годишно ниво, многу побрзо ќе го стигнете европскиот стандард, него да имате 1%, 1,5 или 2%. Нешто што сметам дека е добар показател, но не сме задоволни од таквиот раст, очекувавме, искрено ви кажувам, повеќе. Затоа сега сметаме дека во вториот квартал ќе имаме многу поголем раст од овој, бидејќи ќе се случат две работи кои што се особено позитивни. Едноставно ова е дел од годината каде што навистина може да влезат материјално градежните работи во полн ефект, а и оние склучување на договори на општините со конструкторите кои што ќе треба да ги изведат сите оние средства кои што ги пуштивме кон стопанството и граѓаните, ќе генерираат раст или нормално кој што ќе биде повисок. Ништо преку ноќ не дава резултати, но сметам дека граѓаните во првата година може да го видат ентузијазмот, кој што навистина се гледа сега. Тоа кој како сака може да го разбере, но прилично во оваа 12 месеци може да се видат и покачени пензии за 5000 денари, сега во септември уште дополнително ќе има покачување, покачени плати 500 милиони кои што отидоа во општините и во бизнисот, така да сметам дека граѓаните го ценат тој ентузијазм. Добро. Да, Лукаревска, ќе даде ли опозицијата еве едно признание, сепак ова се параметри кои вака математички ако ги гледаме се точни? Да, меѓутоа ако ги слушнеме меѓународните финансиски институции, нивните проекции се сосем поинакви. Она кое што го гледаме и во ребалансот, нели, во делот на економскиот раст, очекувањата се 3,7%. Од друга страна, Светска банка вели 2,6%, а Светска банка е сепак еден релевантен извор и секако доста проверен статистичар. И Народната банка на Република Северна Македонија претходно велеше 3,3%,
а сега останува на стапката од 3%. Да, и Европска комисија исто така смета 2,6%. И Европската комисија, ако сакаме. Значи, тоа се одредени факти, дисторзии кои што мора да бидат добро објаснети во јавноста, затоа што ако ние зборуваме дека сме четврта економија во Европа, во тој случај не треба да има изјави од типот дека веќе почнуваме, стигнати сме до некаква нула и навистина ние сме задоволни. Значи, ако сме четврта економија во светот, парадоксално е да зборуваме дека почнуваме од некаква нула, па сега ќе одиме нагоре. Значи, ние континуирано треба да сме во една позитива. Невозможно е и недозволиво е веќе во 4 години, се извинувам, во една година владење на ВМРО ДПМН, се уште СДСМ да биде алиби за целокупните состојби во државата и општествените процеси. Мислам дека доволно време помина за да се адаптираат и да сватат дека се власта и дека сега критиката ја имаме ние, добронамерната, сега конструктивна критика, а на нивна страна треба да видиме дали има одредена реализација на проекти или само ќе се остане на празни зборови, како што го слушавме тоа и во изминатиот период пред се во кампањата. Не само за економските сфери, меѓутоа и за многу други компоненти. Ако го земеме тука и инфлацијата, која ја вклучиме, ако го вклучиме моментот и на јавниот долг, ако го вклучиме моментот на сите оние параметри на капиталните расходи кои што се катастрофални, ако ги видиме нереалните макроекономски проекции, прекршувањето на фискалните правила и така натаму, ќе видиме дека не е баш се така розово. Да, не се. Прилично е, ја разбирам критиката и можам да разберам од каде доаѓа, но тоа би било, би кажам, дозволило доколку не се докажува со емпириски бројки кои што веќе се пласирани во јавноста. Ајде да идеме од почеток. За предикциите на тие институции кои што вие ги кажавте, ќе ве потсетам за претходната година. Ни предвидува раст на бруто домашниот производ на годишно ниво од 1,8%, па промашија за 75%, имавме 2,8%. Јас нормално не ги обвинувам нив, но бидејќи тие се навикнати како што било до сега, но не е како до сега за среќа и токму заради тоа ќе видите дека и овие предикции ќе бидат погрешни, бидејќи имаме навистина план кој што е ефективен и дава резултати. Од аспект втор пат во емисијата кажавте дека јавниот долг се зголемил, не знам од каде ви е тој податок. Последно во претходниот квартал јавниот долг се намали за 4,7%, односно во апсолутна бројка 32 милиони евра. И она кое што го кажавте за капиталните инвестиции, методологијата е променета. Ние тоа неколку пати сме го објасниле дека сакаме да ги ефектураме и да ги броиме на начин на кој што ќе бидат исплатени завршени работите на терен, не за докапитализација. Ако направите споредба со методологијата која што ние сега имаме, која што е реална и таа во претходниот квартал, реализација на капитални директни инвестиции има повеќе за 16,6%. Бидејќи тоа може да се види на теренот. Секако знам дека вие сте политички активни, особено во третата изборна единица, патувате низ државата и гледате дека сите оние проекти кои што беа застанати веќе се во полнек и токму заради тоа од аспект на растот на бруто домашниот производ ќе разговараме за неколку месеци и ќе видите дека предикцијата нема да биде точна на сите овие институции. Јас само морам да кажам да Лукаревска ќе ви остапам простор него овие податоци што ги прочита Лукаревска, ама и јас официјално, например, ММФ за годинава предвидува раст од 3,2%, Светска банка 2,6%, Европска комисија 2,6%, Народна банка 3% ја ревидираше сега минатата недела пред некој ден и финанси 3,7%. Значи овие податоци ја што ги прочитав, ги читам од буџетски документ, од фискалната стратегија. Сакам да појаснам за гледачите дека... Вие не прочитавте од фискалната стратегија, вие прочитавте 4 различни институции. Да, но податоците, извор за овие податоци се табеларно прикажани во фискалната стратегија на Министерството за финансии. Тоа сакам да кажам дека година па промаши. Да, овие се податоци што ги зима како релевантни самото министерство и тоа ги прикажува во својот буџетски документ, фискална стратегија, што ја усвоивте исто така минатата недела како нов буџетски документ. Ајде ве ги спомнавме капиталните инвестиции. Стојановски вели, оваа теза ја слушам повеќе пати, не се прави фиктивно, самосметководствено ажурирање, евидентирање на капиталните расходи, туку е одраз, работата, реализацијата е одраз на реална работа на терен. Пред да влезам во студиото ги отворив, 12.6, значи 12 овој месец, 23,6% реализација на капитални инвестиции. Тоа е нешто повеќе од половина година.
реализација од само 23%. Како ќе ги прокоментираме, велиме не е сметководствено, е реално во услови кога парите од унгарскиот кредит нели веќе се операционализирани и до приватниот сектор како приватна инвестиција и до општините, и го имаме овој процент што јас до сега го немам забележано за едно економско полугодие. Па тоа се тие економски параметри за кои што зборуваме континуирано. Ако имаме некаква промена на методологија, тоа треба да се објасни во јавноста и да се демантираше до сега многу пати. Не сме да заборавиме дека во наредниот период, иако гледаме кои се проекциите на ребалансот и очекувањата и за растот и така натаму, ние влегуваме во едно предизборие. Таму не знам колку би се дозволило и би се смеело да се прават некакви капитални проекти или пак да има било какви други инвестиции кои што ќе го нарушат целокупниот изборен процес. Тоа не смее да се заборави. Се ова не е оправдување кој што слушнавме оправдување дека сезоната не се погодила, па затоа немаме соодветна реализација на капиталните инвестиции. За 5 месеци 22,5%, што е за 13,6% пониско во споредба со 2024 година. Значи, тие бројки одат во корис на она што значи добро владење на владата на СДСМ. Ако ги земеме во предвид и странските инвестиции за кои што на почетокот зборуваме, 90% се одредено продолжение кое што владата на ВМРО ДПМН ги реализираше едноставно и се пофали и така натаму. И затоа има и медиумски обзнанети факти и бројки. Затоа е добро ако веќе споредуваме одредени податоци, она кое што било добро од некоја претходна влада да го продолжи на наредната влада, бидејќи граѓаните се тие. Да, го дале својот глас за да видат дека ќе има економски просперитет, за да видат дека ќе има перспектива на оваа држава, за да видат дека ќе има повисоки плати, за да видат дека работниците ќе бидат почитувани и третирани како што треба, меѓутоа ништо од тоа не го добија. Од друга страна, јас и на дебатата за фискалната стратегија во собранието, па дури и на комисиската расправа, покажав една анализа која што не ја направила ниту СДСМ, ниту било која друга политичка партија, туку имаше направено релевантен извор, тоа е Finance Think, кој што вели дека нула или минимална реализација на капитални инвестиции испорачале над 70% од министерството. Тоа е дека заклучно со 14 април е таму временската рамка, реализирани се 10,3% од капиталните инвестиции. Дури 14 министерства со остварување на јавните инвестиции од 0 до 15%. И тука има најслаба реализација Министерството за правда, надворешни работи и трговија, Министерството за локална самоуправа и така натаму, а во суштина целиот овој ребаланс значи и пренесување, односно трансферирање на средства кон општините за нивни Но Лукаревска, за Бојана вистината математички ќе дам просто ревина Бојан, со ребалансот во апсолутен износ се зголемија капиталните инвестиции, сепак, во однос на сегашните позиции. Добро, ама овие бројки се такви кои што не се занемарување. И треба да се побијат од страна на сите владени политики, кои што се дел нели од нивната програма. Повторно ја не го разбирам, остварувањето е реално, а не е административно. Кога горе во табелата, кога ќе отвориме на финансии, пишува 788 милиони евра капитални и надоле се редат по министерства реализацијата. Значи процентот се вади врз основа на тие 800 милиони предвидени. Па затоа сум тука во емисијата и да објаснам. Ајде вака од почеток сега. Што е разликата во моделот како се калкулираат капиталните инвестиции? Кога ќе кликневте таму пред една година или пред година и половина на истиот тој сајт кој што сега вие го кажувате, ќе видевте над 20 до 25 исплати за ликвидност на елем кои што беа книжени како капитални инвестиции. И ние во последните 3-4 години имавме од прилика минимум 250 милиони евра кои што се префрлаа за таа намена за ликвидност на елем. Тоа за мене не е капитална инвестиција. Добро, Стојановски, ама еве да ве прашам па сега директно, дали овие ги карикираме дека и годинава постои тој обсек на пари за ликвидност на елем? Тие се внесени во овие 800 милиони евра? Не. И па ја токму тоа кажам, значи, тие 800 милиони се прочистени од такви административни. Точно, апсолутно, да. И токму тоа е разликата во калкулирањето или во новата методологија за пресметка на капиталните инвестиции. Или дефиниција што значи капитална инвестиција. Исплата и калкулирана ситуација на извршена работа на терен.
како некој ја завршува работата на терен, како се фактурира во министерството, што не значи дека треба да е и реално фактурирање од терен, има голем дел од проектите кои што се завршени, како подоцна се фактурираат, така влегуваат во таа пресметка која што вие сега ја кажувате. Тоа е разликата во методологијата, односно со една реченица, реални средства за реални капитални проекти изведени на терен. Бидејќи што имаат граѓаните од тоа, ако ние префрлиме годишно 250 милиони за елем, за ликвидност, за тоа потоа да имаме адитив и така натака, а на терен да немаме реализиран ниту еден капитален проект. Не, добро, и ние со цел тој ризик го земавме и кажавме дека ние така нема да пресметуваме капитални инвестиции. Сега дотидеме на другиот дел. Од аспект на вториот квартал, што тоа ние очекуваме и на крајот ќе видите дека ќе бидеме многу блиско до реализирање на овие капитални инвестиции, бидејќи во претходниот мандат јас бев претседател на Комисијата за финансирање и буџет, Лукаревска како што е во моментот. Јас многу добро се сеќавам дека ние во септември или во октомври или во ноември ќе разговараме дали за ребаланс, дали за некој нов буџет и мене ме убедуваа пратениците од СДСМ, тогаш имаа 40% реализација на капитални инвестиции, дека на крајот од годината ќе се извршеле тие плаќања и затоа го рипаа процентот на 95 или 6% реализација на капитални инвестиции. Еден нека дојде во држава, мене да ми покаже 2 проекта реализирани, а имате вие над 95-96% за капитални инвестиции. Ајде да отидеме сега вака. Не сакам да звучам дека само додавам некои флоскули, туку одиме реално да објасниме како ќе се реализираат овие средства. Прво имаме 4 автопати кои што се изведуваат во моментот и 150 км се вкупна должина, а отприлика во моментов имаме 80 км чист терен и вие може да видите дека таму се работи, таму се гради. Исто така експресниот пат за Прилеп е влезен во фаза на изградба. И за утрена седница на влада, Лукаревска знае, поминавме на одлука за прераспределба на средства, каде што уште 600 милиони дополнителни ги дадовме на располагање на општините, заедно со тие претходно. Ќе имаме еден циклус на 1200 проекти кои што ќе почнат да се реализираат во еден момент, дел од нив се веќе започнати, дел ќе почнат да се реализираат, заедно со овие средства за кои што вие добро кажавте, 300 милиони денари плюс за капитални инвестиции. Замислете од кога се нема тоа случајно во оваа држава за детално врзани проекти кои што треба да започнат со реализација, која што постапка е веќе завршена. Тука нема ми текна или 1500 километри патишта, па вакви автопати, тоа не постои сега. Добро. Тука се тие капитални инвестиции и народот и граѓаните ќе ги видат. Вие можете слободно да отидете на Facebook профилите или на соопштенијата кои што ги праќаат тие функционери кои што се одговорни за реализирање на капиталните инвестиции, вие да видите како парите доаѓаат до секој одличко и до секој човек. Значи веројатно ќе се случи некој можеби така мини инвестициски предизборен бум. Можеби да видиме некоја поголема реализација. Не е предизборен заради тоа што е најавен и заради тоа што е план кој што ќе трае 12 месеци. Практично тоа што го кажа Лукаревска, дека има некое предизборие каде што може да ги укочи капиталните инвестиции, тоа не е така доколку вие добро го испланирате времето. Добро. Практично од информациите кои што ги имам на 4 август, мислам дека ќе се распишат изборите. Практично, односно на 8 се извинувам, до 8 август општините и сите институции имаат можност согласно законите за јавни набавки, тие средства ги имаат на сметката да ги распишат јавните набавки, да изберат изведувач и да го воведат во градба. Добро. Околу делот на капиталните Лукаревска да не имате некој коментар? Делот само за општините, бидејќи веројатно запознаен е колегата Стојановски. За проектите за општините колку средства до сега се потрошени, бидејќи по последната информација која што имавме од страна на Министерството за финансија дека се потрошени 6 милиони евра. Толку се исплатени по време на ситуација на завршени проекти на терен, односно завршена фаза. Значи со новата сега одлука која што имаме за прераспределба, зашто морам да потенцирам дека СДСМ ја даде поддршката на таа одлука, иако во изминатите години, барајки соодветни информации за да добијам, другите слични такви одлуки од тогашната опозиција, предводена од ВМРО ДПМН, не биле гласани. Така да ние никој пат нема да ја имаме на наша страна блокадата, напротив, секој пат во име на она што значи општини и она што значи локален економски раст и развој, секако дека ќе ја даваме во секој случај секогаш поддршката. Од друга страна, ако зборуваме за крупни инфраструктурни проекти, кои што ќе значат добробит на државата и поврзување наше нели со она што значи европски теркови, свежи се сеќавањата се уште од стратешкиот договор со Велика Британија, за кој што се уште ги немаме комплетните информации.
Ја немаме, го немаме износот на каматата, го немаме грейс периодот, го немаме рокот на отплата, немаме други поединости кои што не се многу битни. Многу убаво звучи и во ова студио го имам истото кажано. Многу убаво за уши звучи кога се фалиме дека ќе изградиме нешто кое што ќе значи многу за граѓаните, меѓутоа треба да бидеме информирани навремено и да ги имаме сите опипливи информации, се со цел да го запазиме начелото на отчетност и транспарентност, како што и фискалната стратегија се темели на еден од основните постулати отчетност и транспарентност. Се согласувам, нешто што не беше договорот за Бехтел и ЕНКА, нешто што најверојатно вие ќе имате честа да ја водите комисијата во собранието. На крајот од месецов, кога ги собереме понудите од 22 институции на кои што сме побарале средства за изградба на брзата пруга, ќе можеме да дискутираме детално за сите детали кои што ќе ги имаме со овој аранжман, нешто што за жал, верувам дека и вие ќе се согласите со мене, немавме можност кога дискутиравме за договорот со Бехтел и ЕНКА и се уште во држава не верувам дека некој знае колку точно ќе не чини тој проект. Овде ќе имаме точна финансиска рамка каде што ќе знаеме по жолт фидик колку ќе чини секој еден штраф кој што ќе биде имплементиран на ваквиот проект. Може само едно. Тоа е Да, во делот за Бехтел и ЕНКА, секако дека не сум била во тој период во собранието кога била таа собраниска дебата за тој договор, меѓутоа едно од ветувањата кои што ги имавте вие беше дека ќе го декласифицирате договорот за да биде отчетен и транспарентен пред граѓаните. Тоа се уште не е направено. Од најкриминален договор за кој што се зборуваше во тој период и за кекси и за бисквити со нивниот притаен можеби коалиционен партнер ДУИ, секако дека денеска слушаме дека светлото на денот Бехтел и ЕНКА ќе го видат. Па еве пак и тоа се крупни проекти и ако е нешто добро, ако е нешто за доброто на државата за развој и раст, секако дека треба да биде прифатливо. Криминален е договорот, погрешна е одлуката на компанијата да не го декласифицира за да видат граѓаните што таму се случува и сметаме тоа не го кажувам кон вас, зашто вие за волја на вистината стварно не бевте пратени, но тогаш ние кога побаравме увид, прво, не знам дали се сеќавате, тогашниот вице-премиер Артан Груби им даде погрешни документи во ДКСК и во обвинителството, а во собранието велеше дека треба да имаме сертификат за државна тајна и беше покрин пола договор со црни ленти. Тоа е разликата во тоа како ние го поимуваме имплементирањето со стратешки партнери на вакви големи проекти и не сме го сменили ние нашето мислење, но фер е да се каже дека доколку ние не го имплементиравме овој проект, ќе останевме и без пари, и без автопати и одлучивме да влеземе во преговори. Буквално никој не се срамеше да каже дека во Вашингтон ја молевме компанијата да ни дозволи колку што е можно на брзина да ги завршиме автопатите за да не плаќаме пенали, бидејќи тој договорот, тоа што имавме слушнато во јавноста, навистина е неповолен по нашата. Да, и сега нашата економија, судејќи според она што го читам во буџетот, голем дел од јавната потрошувачки инвестиции се подпираат на криминалниот договор и проект Бехтел и ЕНКА. Си го пишува во буџетот Бехтел и ЕНКА. Ајде повторно. Така да е. Не разбрав, не го прецизирам дека тој истиот криминален го пишува како проект за изградба Бехтел и ЕНКА на автопатите, како дел од причина за раст на економијата. Пак ќе го пишува. Тоа само прашувам дали е така. Така е, мислам. Чекайте, според вас што требаше да направиме? Да им дадеме милиарда за прека 2-3 милиони евра да ги изнесат од тука. Па некако медиуми и Стојановски лично, ја не знам што очекуваше опозицијата, ма ние како јавност, која што исто така го критикуваше тој договор, начинот на кој што се спроведе и сето тоа. Например, очекувавме, еве да ни кажете, после една година, докаде е судскиот процес? Побаравте ли информација за Бехтел и ЕНКА? Каква е седе? Еве, дали поднесовте, например, до обвинителство, вие го велите криминален? Наодите за криминал, поднесени ли се како од страна на владеачката партија? Анета, има ли постапка? Ако има, докаде е постапката за Бехтел? Тоа прашам, докаде? Па тоа треба да го прашате Коцевски. Ете, јас прашам од вашата емисија, докаде е постапката за Бехтел и ЕНКА? Ете, јас се приклучувам на вашето прашање, нека дојде Коцевски да одговори. Многу јасно. Ето докаде е постапката за Бехтел и ЕНКА, докаде е постапката за избор на фирма за надзор која што имаше главна дејност производство на долен веш. Докаде? Добро, вие стоевте на партиска говорница како опозиционери, како опозиционери, подсетувам. Ама кога би имал надлежност на тоа обвинителството, тогаш би можел директно да. И најизвиканиот човек за овој проект, кој најмногу го промовираше поранишниот вице-премиер, ви избега. Па не избега на опозицијата, избега на власта. Исто како Груевски избега на тогашната власт. Не избега на опозицијата. Сега тие кои што го пуштија таму се санкционирани. Кој е санкциониран за бегството на Груевски?
Добро, веројатно мислите на полицајецот на тој на кој што го Табановце пуштил беше или каде беше на власт. листата, да. Како ние да го заштитиме кога тој кој што требало да го запре и покрај тоа што излегол на стоп листата го пуштил. Добро, ајде во оваа тема да не навлегувам, бидејќи сега треба да ве прашам, ви избега и Васко Ковачевски, ви избега и овој другиот директор од кај беше. Ако тоа се добри, Ви избега и исто така и на лотарија за граѓаните да се потсетат какви луѓе ги водеа институциите. Добро, во овој дел да завршиме ве со Бехтел Јенка, почитувани, да. Истото, една година само влада, имаат цел мандат, се надевам дека имаат цел мандат како што велат локалните избори, ќе биде добра анкета, па ќе видиме како Ќе биде секако и за вас ќе биде како опозиција, бидејќи како премиерот ли рече дека мисли дека ниту една градоначалничка позиција нема да освоите, мислам дека така рече Не би се премиерот. согласила, сепак резултатите ќе покажат на локалните избори. Добро, правиме овде една кратка пауза, некоја минута и продолжуваме со вториот дел малку околу инфлацијата. Наодиме со вториот дел од емисијата Лукара Скај со овој дел околу инфлацијата ја споменавме. За годинава со ребалансот на буџетот мислам дека е околу 2,8%. Сегашната позиција мислам дека е 2,2%. Тоа е некое зголемување за околу колку доаѓа? Проценти 0,6 или 0,8% раст доаѓа. Не, 0,6% поени, ја прашувам проценти. Колку? 0,8%, мислам, или како, или 30%, не знам, веќе со процентиве. Како и да е, растечка инфлацијата, притисоците раста, денеска повторно мислам дека се зголемија цените на нафтините деривати, минатата недела 2 пати. Сега пробувам да допрам до нашата секојдневие и живеачка, од ноќеска мислам пак за 1,5 динар по литар се зголемуваат. На терен има инспекции, го чувствуваме повторно ценовниот раст, тој го измери и статистиката, 3%, 4% кај храната. Владата повторно најавува некој можен пакет на мерки, па прашувам дали инфлацијата е под контрола како што тврди власта и дали стандардот е под заштита исто така како што тврди владата. Ако ги земеме во предвид изминатите неколку месеци за кои што постојано алармиравме како опозиција дека се зголемуваат цените во маркетите, иако слушавме за концептот на кошнички најразлични, кои што имаа за цел да им олеснат на граѓаните, сепак ефектот беше навистина поразителен. Цените во угостителството се драстично зголемени. Тоа е во фискалната стратегија предвидено. Истовремено зголемување на цените во сите маркети, на основните прехранбени производи, на овошјето и на зеленчукот и така натаму. Како што напоменавте и вие и на нафтата и на дизелот и слично, сето тоа мора да се превенира со соодветни мерки. Не може само контролниот механизам да биде искористен од страна на Државниот пазарен инспекторат. Тука навистина треба една посебна стратегија која што очигледно дека владата не е способна да ја направи, затоа што не може постојано да имаме ценовни шокови. Од една страна граѓаните постојано да се жалат дека вакво енормно зголемување на цените досега немало, а истовремено да гледаме дека ништо не се превзема. Предлагате како опозиција, ви Ние имавте предложивме пакет на закони, пред се ако го ставиме од една страна намалувањето на ДДВ-то за електрична енергија, да се прифати тоа законско решение, од друга страна да се прифати намалувањето на, односно, немањето ДДВ, да речеме, укинувањето на ДДВ на прехранбените производи во неколку категории поделени таму, и од трета страна да се применува законот за нефер трговски практики, во тој случај немаше да имаме зголемување на цените и ефектите навистина ќе бидат соодветни и граѓаните ќе беа задоволни. Но кај нас во собранието се она кое што значи законско решение, предлог законско решение носено од страна на опозицијата, веднаш добива едноставно шуткарта и се продолжува понатаму по истиот принцип на функционирање. И затоа постојано ќе имаме дисторзии во рамки на инфлацијата, иако власта не сака да призна, меѓутоа таа соодветно и ќе расте. Невозможно е во вакви услови и да не го заборавиме и геостратешкото опкружување, она кое што се случува и во Европа и во светот. Сето тоа ќе направи одредени предизвици и ќе не исправи пред одредени предизвици.
станав за кај гледачите покуса за таа информација, малку се збунив со тие проценти, 2,2 сега, 2,8% во новиот буџет, тоа се 0,6% или пресметав 21% повеќе инфлација отколку сегашните позиции. Вака како процент, бидејќи нели и вие употребивте некој ваков процент претходно, значи треба да прикажеме значи колку е зголемена проекцијата во однос на сегашната. Па добро, да, видете, тогаш ако идеме по тој процент, практично ќе ги потсетам граѓаните дека некаде на почетокот на годината пред да ја имплементираме мерката која што беше тростепена, беше отприлика некаде блиску до 5% инфлацијата и за 60 дена успеа да падне на 2,3 на 2,2%. Точно е дека во буџетот има предикција дека може да порасне за 0,6%, но единствениот фактор кој што тоа може да го детерминира, односно да ја подгрее инфлацијата, е цената на горивото, нешто кое што се случува сега со конфликтот на Блискиот Исток, нешто не само што Македонија е засегната, туку и целиот свет или целиот регион, бидејќи гледачите треба да знаат, таму има суштински важен канал преку кој што 1/3 можеби од светската нафта транзитира и доколку биде затворен. Тоа се случува еднаш во минатото, иде до навистина високи цени на горивата, нешто што не би сакале да се случи, но треба да сме подготвени. Од аспект на она кое што вие го кажавте за инфлацијата, може да се потврди преку два показатели, преку показателот на Државниот завод за статистика, а второ преку синдикалната кошничка на синдикатот кој што 2 месеци не ја вадеше. Не се случува до сега да има доцнење дека тие мерки дадоа резултат. Она кое што можеме во моментов да го потврдиме дека правиме сериозна анализа и дека можеби во наредниот период ќе излеземе со нови мерки кои што поучени од позитивното искуство од последната мерка која што повторно ќе кажам беше тростепена, можеме да интервенираме повторно на пазарот со цел да на некој начин обезбедиме ценовна стабилност. Понатаму од аспект на почитувањето на законот за нефер трговски практики вреди да се напомене дека директно неговото извршување го контролира Комисијата за заштита на конкуренција. Тука направивме две сериозни измени. Прво направивме една согласност за 7 нови вработувања за да доекипираме, за да имаат стручна служба, бидејќи тие беа само комисионери со многу слаба стручна служба. Добро. А втора работа направивме една измена во законот да во прекршочната комисија бидат сите комисионери на тој начин да може да постапуваат по што е можно повеќе предмети и за волја на вистината можеме да видиме во изминатиот период дека на вистина многу сериозни казни се напишани и тука треба да апелираме до трговците, особено како некој, односно до целиот ланец на трговци, како некој кој што доаѓа од владиното мнозинство, дека нема да има респект кон оние кои што го кршат законот и ќе има многу ригорозни казни за да овие едноставно случувања престанат да се случуваат. Бидејќи, ајде да бидам коректен, ќе земам 4 годишен период наназад, јас имам чувство дека ние се бркаме со нив и како да не успееме да ги натераме да размислат на одредена општествена одговорност. Но ако е така, ние немаме хипотеки од никого, сме докажале до сега дека сите се еднакви пред законот и дека ќе продолжат казните. Добро, сакате. Сакам само да дополнам нешто, за да успееме да го вратиме животниот стандард како што го заслужуваат граѓаните, а ветување и во вашата програма, меѓутоа и во нашата програма, зголемувањето на минималната плата, она кое што барање го има и синдикатите, за кои што претходно одевте кога тие протестираа надвор и издегувавте како пратеничка група, зборувам во минатиот состав, за да ги слушнете нивните потреби, за да денеска, односно изминатиот период, имаше постојано пресконференции со кои што се повикуваа синдикалните лидери за некаква нивна партиска поврзаност и така натаму. Зголемувањето на платите е обврска на секоја влада, независно дали ја води СДСМ, ВМРО, ДПМН и така натаму. Ако тоа е ветување и ако тоа овозможува како еден од постулатите за подобар животен стандард на граѓаните, тоа треба да се реализира во најскоро време. Во новиот ребаланс тоа не го имаме видено, но во буџетот за 2025 имавме некои минимални зголемувања на платите. Сега гледаме зголемување само на платите во Министерството за внатрешни работи, бидејќи мислам дека малку зборувавме и за ребалансот и за неговите поединости, иако на дебатата за буџетот се зборуваше дека во текот на 2025 година зголемување во МВР ќе има во 10%, сега гледаме дека имаме 30% зголемување. Во изминатите 7 години ние имаме покажано како треба да се зголемуваат платите. Доколку имате одредени нејасноти или недоумици, добро е да се исконсултираме на Комисијата за финансирање и буџет. Сите амандмани кои што ќе ги поднесеме за зголемување на платите, дали тоа ќе се однесува во образованието, здравството и така натаму, очекуваме дека овој пат ќе се охрабрите и ќе ги прифатите, бидејќи минатиот ребаланс, минатиот буџет, се извинувам, кога го носевме,
па дури и ребалансот за 2024 погубно е, барем како еден вид на политичка волја требаше да прифатите некој амандман. Овој пат се надевам дека нема да ви биде срам. Чував на и крајот мислам дека околу ребалансот и амандманите да поразговараме. Ќе треба да кренете рака, затоа што сепак проектите, независно кој од која партија доаѓа, треба да бидат светло. Прво дали ова точно дека само во МВР со ребаланс на буџетот се коригираат во нагорна линија платите? Прво тоа да го кажем. Не е точно. Не е точно. Зборувам 30% мислам дека ќе биде. Кога земете вкупниот квантум на средства што се извојуваат на плата, во овој ребаланс има 800 милиони денари повеќе за плати, за раст на плати. Тоа е една работа. Втора работа, согласно Државниот завод за статистика, може лесно да го проверите, просечната нето исплатена плата за претходните 12 месеци е зголемена за 10,5%. Вреди да се напомене дека минималната плата беше покачена така како што беше конфигурирано во законот кој што СДСМ само го изгласа заедно на економско-социјалниот совет, бидејќи едноставно не успеа работодавачите и работниците да се договорат колкава ќе биде минималната плата. Од аспект на покачувањето на платите, 87.000 работници добија покачување на плата заклучно со мартовската плата, 30.000 согласно општиот колективен договор кој што вашата влада го потпиша, 60.000 согласно добрите владени политики од аспект, вие се сеќавате добро, покачување на платите во МВР, во здравството, во образованието и така натака, со кој што склучивме повеќе годишен договор да во рокот еден мандат, тоа е нешто кое што сме се обврзале со нив, да им ги покачиме платите од 48% до 50% на вработените во здравството и во образованието, и ние тоа така го поимуваме. Од аспект на минималната плата, ајде повторно да го повторам ставот, ние немаме проблем со минималната плата, утре да се договорат, токму затоа и направивме измени во законот во економско-социјалниот совет да може да членуваат повеќе синдикати. Зошто? Бидејќи сметаме дека на таков начин може да постигнат диалог, да се договорат за сумата и ние таа сума ќе ја прифатиме, бидејќи под државната капа, односно од државниот буџет се исплаќа минимална плата само на 14.000 работници, што е за држава како нашата и за буџетот оваква кондиција лесно прифатливо и дека може да се исплати. Не се само тие, са минималната плата предизвикува и прави притисок за раст и на други плати, значи ние ако се сеќавате, ние претходниот пат многу подпрашања вие за сте ова, многу во право, бидејќи Лукаревска тоа го кажа кога излегувавме пред синдикатите, да ние точно зборувавме за растот на минималната плата, но ние тогаш зборувавме и за феноменот на врамнотежување, бидејќи вие ако разговарате и со Трендафилов, и со Ралповски, и со Ристевски, сите ќе ви кажат дека конкретно во делот на градинките најмногу се чувствува тоа врамнотежување, да некој со години искуство, иако е на пример помлад референт или со средно образование, веќе го пристигнува тој кој што има високо образование, и токму затоа ние мораме овие дискусии да ги водиме многу внимателно и платите да ги конфигурираме согласно коефициент на сложеност на работно место. Тоа е правилно исплаќање на трудот на работникот. И буџет различно го читаме, затоа се го се држиме за платите, да. И секој се држи до своите тези, меѓутоа реалноста е друга. Имавме, само да дополнам, имавме одличен предлог закон за субвенционирање, еден вид на субвенционирање на придонесите до една година, меѓутоа и тоа секако дека беше веднаш отфрлено. Ако зборуваме за зголемување на просечна и на минимална плата, во период за 7 години ние минималната од 8.900 застаната во 2017 ја достигнавме до 22.500 денари. Просечната од 23 до 40 денари. Имаше бегло зголемување од ваша страна на 5% во здравството, но ни приближно оноку колку што всушност ние допринесовме за да се зголемат платите во изминатите 7 години, кои што бевме како влада. Значи, за лекарите специјалисти за 40% се зголемија, за медицинските сестри помеѓу 20 и 23%, општи лекари за 25%, здравствени соработници за 15%, покрај ова имаше и коригирање на коефициентот на дежурствата. И повторно ќе напоменам. За колку време? Во период на нашето владење. За 7 години. Ние 48% за 4 години. Вака, мора да го имаме во предвид, ако сакаме да сме реални, мора да го имаме во предвид фактот дека 3 години се менаџираа кризи. Не само кај нас во Македонија, туку токму и кај оние земји кои што се пред нас на оваа скала од 4 економии, и Полска, и Ирска, и Данска, и тие беа дел од економската криза, енергетската криза и корона кризата. Така да сметам дека платите во образованието ги покачивме за 50%, сите факти и бројки се тие стојат. Сега треба од тоа што било тогаш да оди подобро, бидејќи затоа и го добивте мандатот и затоа ги имате и обврските. Да, Лукаревска,
се ближиме конкретно емисијата, сакам да прашам, веројатно веќе ги направивте анализите за ребаланс на буџетот. Кои се најслабите точки каде што сметате дека треба да се интервенира амандмански? Знаете ли колку амандмани, на што ќе се однесуваат? Бидејќи овде говориме нели во со ребалансот тука и здравството, тука и образование, значи не се само МВР и плати како прашање, туку и капитални инвестиции се во прашање. Исклучително битно ни е да се подготвиме за амандманската расправа, секако да имаме издржани амандмани. Дел ќе се однесуваат на генералните политики во државата, во делот турнусот зголемување на плати, субвенциите во земјоделието и така натаму, или дел во образованието. Меѓутоа ќе имаме и посебни амандмани кои што ќе се однесуваат на посебни општини во државата, независно дали градоначалниците се од една или од друга политичка партија. Она на кое што ќе се посветиме и ќе таргетираме и во делот на нашата дебата, ќе биде зголемувањето на стоките и услугите, односно договорните услуги, каде што ја немаме транспарентност и отчетност, бидејќи тука имаме зголемување за околу 30 милиони евра, а претходно кога се правеле вакви трансфери, односно зголемувања, имало критика дека станува збор за нетранспарентност и за коруптивност. Дали на истата теза ќе се водат сега и колегите од ВМРО-ДПМН, ќе видиме во рамки на самата дебата. Кратењето на субвенциите и на трансферите истовремено. Кратењето на субвенциите во земјоделието гледаме дека е драстично, а таму истовремено и состојбата е катастрофална. Имаме кратење на средствата за инвестиции во ТИРЗот, поддршка на други инвестиции, иако владата постојано напоменуваше дека ќе има поддршка, ќе дава поддршка во наредниот период на малите и средни предпријатија. Со вакво кратење исто така од 30 милиони евра, тоа не го гледаме. За препастувачки истовремено и моментот дека се кратат средства во Министерството за животна средина, се кратат во Министерството за животна средина, во правда, економија и труд, и во дигиталната трансформација, а постојано се зборува дека за да имаме имплементација на процесите, ние мора да се дигитализираме. Како ќе се дигитализираме? Ако се намалуваат средствата, бидејќи тоа се всушност сврзани садови. Нас не требаат човечки ресурси, зголемени плати тоа значи, и процеси кои што ќе значат соодветна модернизација. За сега тие се тезите, меѓутоа ќе го почекаме и обраќањето и на представниците од Фискалниот совет, и на представниците од јавното обвинителство, правобранителите, сите оние кои што ќе ги добијат поканите за да ги искажат своите ставови. Што не е точно, Стојано Скелдова Кажанова. Например, еве дали договорните услуги се зголемени, од секогаш паметам кога сме го анализирале буџетот, од секогаш тоа била една од најкритикуваните буџетски ставки, бидејќи во себе секогаш криела разноразни можности за исплати далеку од очите на јавноста. Па не е точно. Ќе види јавноста за што се работи. Еве од 520 страници јас би одвоил 7 ставки кои што треба граѓаните да ги знаат. Прво, со овој ребаланс ќе се обезбедат средства за ваучери од 250 евра на 55.000 студенти. Ќе се обезбедат 307 милиони денари за набавка на 120 автобуси кои што треба да движат низ главниот град и низ градовите каде што има организиран студентски превоз. Ќе се со 111% за 39 милиони денари ќе се ефектуира дополнително оној проект Купи куќа за млади, кој што е нешто кое што го бараат многу граѓани во нашата држава. Исто така за локални патишта ќе имаме 307 милиони денари повеќе, ќе имаме за високото образование 733 милиони денари повеќе, за инвестиции во високото образование 136 милиони денари повеќе, и од аспект за спортот од прилика 80 милиони денари повеќе кои што се издвојуваат од овој ребаланс. Тоа е тоа што граѓаните директно ќе го видат. Од озгора на ова 800 милиони денари повеќе за покачување на плати, 2,5 милиарди денари за покачување на пензии и така натаму, нешто кое што сметам дека во расправата која што ќе имаме во парламентот ќе можеме и детално да навлеземе ова. Имаме цел месец јули кој што го резервиравме само за оваа дебата, така да граѓаните ќе може да бидат сведоци на сите овие позиции. И па добро, еве. Ќе видиме како ќе тера дебатата, пак не ми одговоривте, рековте и ново задлужување од 500 милиони евра до крајот на годината. Тоа не е точно. Од тоа што ви кажам за договор. Ќе се зголеми јавниот долг. За кој договор се зборуваме, што е? Ја не разберам стварно кога во
Сега дали го читам истиот буџет, дефицитот е 4%, не се зголемува. Значи ова е школски буџет, прашате во партијата, еве Фатмир Битити нека ви каже, вие имате буџет каде што прво имате дефицит кој што е не надминат, имате повеќе 300 милиони денари за капитални инвестиции, задржан растот и од она кој што сакам да ви одговорам, нема да се качат договорните услови, туку во буџетот има други позиции кои што се качуваат на сметка на тие договорни услови. Вие ако го видите буџетот, јас ги истражував сите ставки детално, во многу институции вие имате и многу намалување на непродуктивни ставки кои што биле вкалкулирани, односно кои што се школски пример за непродуктивни ставки, тоа се привремени вработувања, плати, набавка на мебел, набавка на возила, тоа е скратено на сметка на сите овие кои што ги набрав. Ова беа само 7 проекти, а не постои министерство и институција каде што не се додава за вакви реформски проекти. И вработување пред локалните избори, бидејќи имаме зголемување на 14 милиони евра, зголемување на платите за околу 14 милиони евра. На платите и еден проект кој што сметам дека ќе го поздравите со задоволство. Замислете, конечно оваа година ќе продолжи изградата на зградите на Финки и на Факултетот за физичка култура, како и кампусот во Мајка Тереза, и дополнително издвоени се средства за доизградба на ученичките и студентските домови. Ова е плюс во ребалансот. Се што е за добробит на образованието, секако дека е добро и за државата. Да, за секоја сфера добро, ова се главно позициите. Јас можеме вака да кажам дека некој навестување за можни, еве се уште се говори предвремени парламентарни заедно со локални, не препознавам во буџетот дека такво нешто се навестува. Сакам малку да завршиме со политика. Веројатно Лукаревска поддршката за ребалансот веројатно ќе зависи од амандманите, дали ќе бидат прифатени, дали има. Од секако, како и ќе го дискутираме, кои ќе, штом ги оформиме и тезите и наративите, понатаму ќе носиме соодветни одлуки. Се ближат локалните. Како што напоменав, само извинете што ве прекинувам, одлуката за прераспределбата на буџетските средства ја гласавме во собранието во парламентот. Да, тоа беше одлуката сега минатава недела, мислам четвртокот што беше за прераспределба. Пред неполна недела. На 600 милиони денари. 600 милиони денари. Прераспределба за општините, мислам дека беше повеќе, тоа за проекти на локално ниво. Спановски спомна кој август треба да бидат распишани по календар? 8 август да бидат распишани локалните. Веќе ги лиферувате фаворитите и имињата на кандидати. Денеска Дом имаше наслов, излегува од опозицијската коалиција. Обид за заеднички настап со, како што сватив, граѓански опции, не знам, здруженија, организации. Па насловите беа се ситни опозицијскиот фронт, еве како да го кажам, блок на СДСМ. Ке повторам една изјава на премиерот, може да не добиете ниту еден градоначалник. Пари се во прашање, веќе се по каналите за пуштени, зборувам официјалните, легалните канали за градби на локално ниво. И сега вие докаде сте, дел од имињата ги соопштивте за кандидати? Па да, дел од имињата веќе се познати, дел од тие имиња кои што се представија пред јавноста се старо нови кандидати за градоначалници и паралелно тие си ги подготвуваат и своите програми во рамки на кои што ќе настапат пред општината, односно пред своите гласачи, бидејќи се проверени кадри. Тоа сметам дека е навистина исклучително квалитетна кадровска понуда која што имаме во рамки на партијата. Понатаму ќе се дебатира уште малку на ниво на раководството, веројатно, и на ниво на неизвршниот одбор за сите оние останати општини кои што треба да се покријат со кандидати, меѓутоа е многу битна работа се носителите на листи и советниците. Во интерес на она што значи Дом и раскинување на коалиција, прочитав дека еден од аргументите е дека повеќе се пронаоѓаат кон граѓанските опции, дека онаа зелена хумана приказна се изгуби некаде во тоа наше коалицирање. Веројатно оние кои што добро ја познаваат политичката состојба во државата, за локалните избори 2021 година, тогаш Дом исто така не беше во коалиција во СДСМ. Меѓутоа отиде заедно со ЛДП, мислам, и со некои други политички субјекти или невладени здруженија и така натаму. Дека се ситни коалицијата на СДСМ и нејзините традиционални партнери не би се согласила. Несилната коалиција СДСМ ја имало и ќе ја има со граѓаните.
Ни на крајот уште ова, во однос на она што представува аргумент на премиерот Мицковски дека СДСМ може да остане без ни една општина, само можам да кажам дека за оваа држава пред се, а најмногу за ВМРО ДПМН, воопшто не е добро слаб СДСМ, воопшто не е добро ни една општина да нема СДСМ, иако знам дека нема да биде така. Меѓутоа, ако сакаме да имаме политичка борба и да не се забега во некои други сфери на владење, секако дека СДСМ е неопходен и ќе биде неопходен и секако дека ќе има успешен резултат на локалните избори. Сега би ве прашала што е успешен за вас од оваа позиција? Тоа ќе морате некој од раководството да го прашате, а јас би кажала дека се она што значи глас плюс од парламентарните избори представува соодветен успех и консолидиран и обединет СДСМ е секако успех. Сите анкети покажуваат дека ВМРО ДПМН, вашата партија, оди кон освојување на апсолутна власт на сите можни нивоа во државата, нели, председателска, извршна, законодавна, локална, централна и секаква можна. Анкетите покажуваат известност, ќе видиме сега. Дали тоа ќе биде апсолутна или можеби ќе договорите некоја општина или ќе успее СДСМ да освои. Ќе видиме како тоа е, нели, кај албанскиот фактор и во тој дел тие преговори, коалиции предизборни. Сајам Стојановски ве прашам состојбата со Скопје каква е? Во моментов не прашувате? Не, ве прашувам во однос на кандидатурите за Скопје. Значи, ние со другите општини знаеме како котирате и сето тоа. Знаеме и за Скопје известно, но не знаеме кој ќе биде. Потврдуваат и ваши сопартици, сепак има внатре партиска битка за оваа позиција, има ривалство политичко и партиско. Што е здраво за демократијата на крајот на денот? Сега кој е? Докаде се анкетите? Кој ќе биде? Па повеќе кандидати се анкетираат, дел од имињата и се споменуваат во јавноста, дел и имињата кои што се нели проверувани во секоја нова анкета, оно кое што е важно дека сите од тие имињата кои што се споменуваат во јавноста се на квалитетот на сите анкетирани се на минимум тоа ниво, кој од тие кандидати да биде секако дека ќе биде победник. Оно што е сигурно дека ќе биде кандидат кој што доаѓа од партиската база, кој што за него има проверливи, опипливи и конкретни резултати, затоа што тој пат сакаме на тој начин да ја бараме довербата од Скопјани. Кој ќе го каже конечниот збор за избор? Конечниот збор го кажуваат извршниот и централниот комитет, но најпоследниот ќе го кажат граѓаните нормално преку мерењата на јавните мислења. Значи се уште останува најави премиерот дека наскоро ќе биде објавен и... Да, се извинам, на крајот од месец август или на средината некаде ќе го објавиме тој кандидат, но вака мислам дека циклично како што деме во овој момент ќе ги дообјавиме и останатите кандидати, бидејќи сакаме да им дадеме простор и да се спремат, бидејќи секоја таа идеја која што ќе дадат пред граѓаните треба да биде тестирана од оние кои што ќе треба да гласа. Со советничките листи сме веќе при самиот крај, имаме уште неколку општини каде што и ги немаме утврдено советничките листи, горе-долу се надзираат контурите на нашиот настап на локалните избори. Добро, Лукаревска, во политички дел уште нешто. Утре мислам дека потврдена е седницата на Комисија за надворешна политика во Европски парламент за извештајот за Македонија. Премиерот од вас како опозиција воопшто побара поддршка малку повеќе да лобирате за да помине тој извештај, иако нема некоја облигација во однос, нели, правна облигација, како да кажам, последица од усвојувањето, но сепак за нас би било тоа некоја извојувана политичка, како да кажам, битка на надворешен терен. Што очекувате утре? Тоа е првата фаза, нели, додека да дојде на гласање во парламент? Па, очекуваме барем мало поместување за нашата европска перспектива. Тоа сметам дека е најдобро, иако подадената рака и во делот на она што значи европска агенда и лобирање на СДСМ кај своите европски партнери и пријатели е неминовно, тоа се прави постојано. Гледаме и јавно и транспарентно, дури имаше и своје обраќање председателот Филипче, во кој што баш ова исто го напомени, баш побара поддршка од нив. Меѓутоа, само заеднички, сега доаѓаме до оној сегмент, за СДСМ што го зборуваше претходно долго време, дека за вакво крупно прашање од политички сензибилитет мора да имаме подадена рака и политички консензус, бидејќи станува збор за нашата држава. Ќе помине ли извештајот низ филтрите на Европскиот парламент? Силно се надевам. Вложивме многу напори за да биде тоа и конечно мислам дека
сето она кое што се случуваше како дипломатска офанзива од страна на Бугарија, па и изјавата на нивниот министер која што ја прочитав пред да влезам во студиото, Да, дека и нема денешна има. правно облигаторно дејство, иде исклучиво директно во насока на нашата аргументација дека нас не ни се успорува ништо друго освен идентитетот. Бидејќи ние сме го кажале, ако не е идентитетот во прашање, повелете, усвоите оваа резолуција без трикови со зборчето презент, па да продолжиме натака да разговараме, нели обединети во различностите. Да, само сакав да видам една проценка, бидејќи утре следува настанот, секако ќе го следиме. Мислам, утре е само на комисијата, а потоа треба да биде и на парламентот. Завршуваме овде на 20-та, ви благодарам за вниманието, ќе оследиме ребалансот на буџетот, тој ги црта политиките за годинава, веројатно кај да е треба новиот буџет да почне некаде да се прави или после летото од септември. Здравје, ви благодарам на 20-та, Стојановски, Лукаревска. Благодарам на поканата. Почитувани, овде завршува 24 анализа, следуваат вечерните вести, останете со нашата програма, од мене пријатно.